Последни вести денеска, добро вечер. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ја реализираше заканата за царини кон земјите кои што не поддржуваат американска контрола врз Гренланд. Царините ќе стапат на сила на 1 февруари и ќе се применуваат за 8 држави кои што испратија своји војници на Арктичкиот остров. Со години ја субвенциониравме Данска, како и сите земји на Европската Унија и други, така што не им наплатувавме царини, ниту какви било други облици на надокнада. Сега, по еден век, дојде време Данска да врати. Светскиот мир е во прашање. Кина и Русија го сакаат Гренланд и Данска тука не може да стори баш ништо. Моментално го бранат со 2 кучешки санки, од кои што едната беше додадена скоро, наведе Трамп во долгиот пост на платформата Truth Social. Трамп воведе царини од 10% на сите производи кои што Данска за Норвешка, Шведска, Франција, Германија, Велика Британија, Холандија и за Финска ги извезува во САД. А стапката од 1 јули, како што најави, ќе се зголеми на 25%. Царините, како што напиша, ќе се применуваат се додека не се постигне договор за конечно и целосно купување на Гренланд. СДСМ има забелешки за законот за прекршоци, кој што е потребен за да функционира системот безбеден град. Партискиот лидер Филипче најавува дека ставот допрва ќе го соопштат. Смета и дека не е грешка тоа што не присуствувал на лидерската средба, нагласувајќи дека општеството според него не е зрело за укинување на пржинската влада. Повеќе од Јана Јосиповска. СДСМ има забелешки за законот за прекршоци кој е потребен за да профункционира Safe City системот, изјави партискиот лидер Венко Филипча, и неизвестно е дали ќе го гласа во собранието. Според него, пратеничката група на СДСМ конечниот став ќе го каже на собраниска седница штом таа се закаже, без да прецизира дали ќе го поддржат или не. Има 2 битни работи за кои што треба да се зборува. Прво, во сегашниот контекст, а тоа е економската положба, состојба во државата, стандардот на граѓаните, мора да се зборува за висината на казните. И второ, исто битната работа, што и кој ги контролира огромната количина на податоци кои што системот Safe City ги собира. Станува збор за власт во моментов на ДПМН, кој што има историја на злоупотреба на служби за безбедност, пратење, прислушкување на огромен број на граѓани. Не сме комотни да туку така тој дел помине без дискусија. Се сомневаме дека може тие податоци да ги злоупотребуваат за нивни тесни партиски цели. Ставот ќе го кажеме на собраниската седница. Меѓутоа, овие 2 работи не може туку така да поменат. Став за законот за прекршоци до овој момент нема ниту од ДУИ. Од партијата не одговорија дали по лидерската средба разликите за законските измени се надминати и дали интегративците и дефинитивно ќе гласаат за. Според премиерот Мицкоски пак, на лидерската средба била договорена безусловна поддршка за измените на законот и очекува тие да бидат усвоени на следната собраниска седница, за да почнат да се применуваат од 1 февруари. За ова законско решение е потребно двотретинско мнозинство. Неколку денови после лидерската, Филипче останува на ставот дека не сгрешил што не присуствувал, а без одговори од власта, како што рече, за сите коруптивни скандали не може да се седне на заедничка маса. Во врска со предлогот од политичките лидери, техничката влада да замине во историјата уште веднаш, а ако СДСМ се противи на тоа, да се укине после следните парламентарни избори. Филипче вели допрва ќе се размислува. Фокусот на СДСМ е да има техничка влада на следните избори, кога и да се случат, а зашто понатаму според него има време да одлучува. Сопружници му помогнале на Саид Саитов, тинејџерот кој прегази жена во Скопски Капиштец, да побегне во соседна Србија. Јавното обвинителство соопшти дека покренало обвинение против двајцата кои се товарат дека се соизвршители во делото. Истовремено за осомничениот маж јавен обвинител предложил и мерка притвор, додека за жената мерка куќен притвор. Маја Стојановска. Го земале од дома и заедно со неговиот татко го однеле до Србија.
Основното јавно обвинителство поднесе обвинение против две лица, маж и жена, кои на 18 годишниот Саид Сеитов му помогнале да избега од државата. Само неколку часа откако ја предизвика сообраќајната несреќа во Капиштец, во која животот го загуби 79 годишната Љуба Јаковлевска. Мажот и жената се товарат за кривично дело помагање на сторител по извршено кривично дело, со што според кривичниот законник им се заканува казна затвор до 5 години. Обвинетите на 9 јануари заедно со умисла му помогнале да побегне на лице осомничено за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување помош на повредена во сообраќајна незгода. Со автомобил Мерцедес со скопски регистарски ознаки, мажот и жената дошле до домот на осомничениот веднаш по сообраќајната несреќа. Го зеле заедно со неговиот татко и преку граничниот премин Табановце ги пренеле во Република Србија. Таму ги оставиле, пошто помагачите се вратиле во земјава околу полноќ. Соопшти од обвинителството, откаде поднеле и предлог за продолжување на претходно определените мерки притвор. Главниот осомничен Саид Сеитов се уште е недостапен за органите на прогонот. По него е распишана меѓународна потерница, поради сомнение за тешки дела против безбедноста во сообраќајот и неукажување помош на повредено лице. Во меѓувреме истрагата продолжува, со цел да се утврди евентуална одговорност и кај други лица. Објави на социјалните мрежи од самиот Сеитов, кои сега веќе се избришани, покажаа дека тој бил темпирана бомба во сообраќајот подолг период. Позади воланот на пасатот бил уште на 13 години, а се снимали како вози со 200 км на час на 16 години. Добили казна во 2022 година, поради возење без возачка дозвола, зашто прекршочна казна заработил и неговиот татко Берти Сеитов, кој исто така е во бегство заедно со синот. Предлог законот за заштита од пушење не е удар по угостителството, туку заштита на правото на здраво работно место, велат од Министерството за здравство. Во меѓувреме забелешките по предлогот, идната недела на заедничка средба ќе ги разгледуваат представници од Министерството за економија и Туристичко-угостителската комора. Сандра Спасовска. Предлог законот за заштита од пушење цигари не е удар по угостителството, туку заштита на правото на здраво работно место. Ова е ставот на Министерството за здравство како предлагач на законското решение. По празничниот продолжен викенд се очекува на заедничка маса да седнат представниците на Министерството за економија и труд и Туристичко-угостителската комора и да разговараат за предлогот. Угостителите забелешки имаат, но засега јавно не се соопштуваат. Од комората велат, составки излезат по средбата. Наредната недела ќе оствариме средба со министерствата, пошто ќе имаме пресконференција, посочија од комората за Канал 5. Од Министерството за здравство и денеска преку соопштение посочуваа дека законот не уредува дали некој ќе пуши цигари или не, туку јасно определува каде тоа не смее да се практикува со цел заштита на здравието на сите присутни, потенцирајќи дека истиот е во согласност со сите препораки на Светската здравствена организација и европските стандарди. Предлогот ја третира изложеноста на тутунски чад како прашање на безбедност и здравје при работа, а не како прашање на животен стил. Во угостителските објекти, токму персоналот е најдолго и најинтензивно изложен на чад од цигари и други тутунски и никотински производи, поради што државата има јасна обврска да го заштити правото на вработените на здрава и безбедна работна средина, велат од здравство. Дел од граѓаните со поделени мислења околу законското решение, но согласни се дека доколку профункционира новиот закон мора да има строги контроли и истиот да се спроведува во целост. Велат, добро е да има одредени простории каде оние кои се пушачи ќе може да седат и да конзумираат цигари. Мене ми смета забраната затоа што не може да му наредуваш кој како да живее, нема лекови за луѓето. Треба да се има негде простор за да може да човек запали цигара, да се осеќа лагодно, а не се да се крие по чошиња или било што. Тоа не е убаво. Али сум за да не се пуши. Ја бев пушач 20 години, сега 25 не пушам. Па не знам дали ќе им се навали, али секако се согласувам. Па слажем се. Ипак због здравје, због осталих луѓе кои се исто кафана, например, или ресторан, било дже, би треба да се забрани. Па најверојатно, не најверојатно, него мислам дека е правилно.
Со предлог законот кој треба да стапи на сила на 1 март ќе биде дозволено пушење на летни тераси само доколку тие се отворени од најмалку 3 страни. Во спротивно се предвидуваат казни и до 5000 евра. Дополнително ќе има целосна забрана за пушење во затворени јавни објекти, а се предвидува забрана за пушење и во сите видови јавен превоз, сите јавни воспитно-образовни и културни институции, заеднички простории во стамбени згради, како и приватни возила кога во нив е присутно дете. Физичките лица кои нема да го почитуваат законот ќе се казнуваат со износи од 100 до 300 евра. Забраната покрај за цигари ќе важи и за сите други никотински производи и уреди. Толку во вечерниот преглед на вестите. Пријатно!